Затворските службеници бараат државата да ги заштити. Палењето на автомобилот на командирот во затворот Идризово, што се случи синоќа околу 2 часот, ја прели чашата со проблеми за кои со години алармираат затворските полицајци. Велат, секогаш прстот е вперен кон нас, а нашиот живот секојдневно е во опасност. Надлежните институции не реагираат. Бараме, од надлежните органи од МВР најсериозно да го сватат тој проблем и што е можно побрзо да го откријат сторителот на ова кривично дело. Јавно го повикуваме министерот за правда господинот Топанчевски да, ако може уште утре во текот на утрешниот ден, да одвои барем сат време од работното време да не повика нас како синдикат попрецизно и подетално да му ги објасниме нашите проблеми. Луѓето веќе се осоколени против униформата и ние едноставно сме во голем проблем. Не само ние вработените, самите граѓани во оваа држава ќе имаат голем проблем. И ќе се случи, не дај Боже, прашање со кое може би да има тепање по улици, кај поединци. Значи е зовриено веќе кај многу поединци. Ако ние овдека 50 луѓе не може да се справиме со нешто што е веќе осудено и што веќе е во затворот, па што да кажеме за обичен граѓанин? Од синдикатот велат дека службениците кои работат спротивно од законите треба да одговараат. Вината за палењето на автомобилот, но и сите останати реперкусии кои ги трпат затворските службеници ја лоцираат во сопствената немоќ над затворениците. Сакате да кажете дека денеска автомобилот беше запален од страна на затвореници кои сакаат да се одмаздат за акцијата? Ја потврдувам тоа што вие го кажувате. Така е. Службениците не може да бидат виновни. Овие се жртва на системот. Затворскиот полицаец е жртва на системот затоа што им се врзани рацете. Значи, што може да направи затворскиот полицаец? Да превземе действие со кое утре ќе влезе во поголем проблем. Палењето на автомобилот на командирот доаѓа откако пред 3 дена беше извршена акција во најголемиот затвор во Македонија, Идризово, и од затвореници беа запленети 50 на мобилни телефони, ножеви, дрога, па дури и оружје. Автомобилот бил запален синоќа во доцните часови, на што претходела барканица низ затворското оделение. Сопственикот на автомобилот се здобил со изгореници, а пожарот го изгасиле пожарникари.